Голем број на репрезентативци фудбалски и одбојкарски има даден на Тетовскиот регион. Меѓутоа, само еден кошаркар од Тетово има настапувано за македонската репрезентација. Токму Милан Сотировски денеска е наш гостин во тайм-аут. Милан, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и да пренесеме историјата кошаркарска твоја и во екипите каде што си играл. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Киси Менада. На почетокот ќе се вратиме неколку децении назад, на твоите почетоци. Кога за прв пат ја засака кошарката, кога за прв пат започна да играш кошарка? Па јас како мал, сите овде што бевме во мојата улица, сите игравме фудбал. Имаме година и пол, 2 години во Тетекс играме, но дојде еден период кога за година и пол многу пораснав и така со самата висина љубовта према кошарката превагна. И од тогаш кога кренаме, така почна и мојата кариера во кошарка. Беше почетоците поврзани со самиот град Тетово. Имаше некои уште во 8 оделение како Тетово некои квалификации играме. И после више некаде во средно 16 години отидов на проба во работнички и после полека влегов во тие полупрофесионални и професионални води кошаркарски. Таа проба во работнички има интересни случаи од тие подготовки во Охрид. Што се случуваше на тие подготовки? Како се случи да дојдеш до првата екипа да ја поминеш таа проба во работнички? Па таму беше голема конкуренција, мислам. Ја немав некои тренинзи поквалитетни во Тетово. Буквално излезено од улица. Они више таму имаше 2-3 години, таа моја генерација, Серафимовски, Сарамарџиски, Владичевски, кои сите стана прволигашки играчи, више има тренажен процес. И отидовме на припреми, прв тренер беше Лазар Лечич, легендата на македонската кошарка. И таму не собра од цела Македонија 15-20 играчи, млади, талентирани. И самата конкуренција те тера да работаш многу повише. Без конкуренција не може ни еден играч да напредува. Без конкуренција мислиш дека си најдобар и само у место ќе тапкаш. И нормално јас со мојата психа за спорт и љубовта према кошарката за краток период, тие 15 дена припреми, излегов у први план. Се деси, осетив дека имам квалитет, дека можам. И после тие припреми, од сите тие, отидоме на припреми за првиот тим, Лазар Лечич ме повика само мене. И така влегов во првиот тим. Меѓутоа не остана веднаш во работнички. Не остана ради некои услови што ми ги даваше тој период, што мислам дека не беа на задоволително ниво, ја се вратив во Тетово. Наредната година, ја бев више трета во средно, поново јуни месец ме покани и отидов директно со прв тим. Таму на припреми, поново во Охрид се одеше и Маврово припреми, ни беше стална база. И све беше окей, се тренираше, све беше окей. Повторно се деси ја да се вратам. Повторното кога се дојде во Тетово, тогаш Лазар Лечич победи. И наредна година која ја завршив четврта, он не ме ни покани, ја се заминав во Куманово. Куманово беше тој период. Во бивша Југославија втор тим. МЗТ се уште не беше стасан на тоа ниво, работнички беше и Куманово. И има традиција и ден денеска Куманово игра прва лига, кошаркарски град. И ја прифатив поканата и таму играв 2 години. Се направи тој период една реорганизација во бивша Југославија, А1, А2, кој италијаните, значи прва лига и А1 и А2 лига, така. Таа ја вика прва А и прва Б. Така беше, али италијаните имаат тој систем. И направија така 2 лиги први. Значи одиш цела бивша Југославија, немаше исток и запад. И ние првата година со Куманово еден скромен тим, но играчи кои големо срце. Големо срце, ние останавме таа лига. Значи, што беше стварно квалитетна екипа.
лигата, многу квалитет. Јас бев негде у 2-3 стрелци од таа лига. И во Кумано останав 4 години, 3-4 години и после Јанко Луковски ме повика во работнички. Конечно во работнички. Јанко, да, конечно, Јанко Луковски беше као талентиран тренер, пратен на обука на усовршавање во Америка го пратија. Он дојде и јас се вратив во работнички. Тренираме, стварно Јанко, не знам кој знае за Јанко Луковски, он е човек цел ден у сала, цел ден у сала. Многу тренинзи, многу напор голем, но и он кратко траеше ради други некои случаи во работнички. Играме прва лига едно 3 години, еднаш испаднаме од ова, поново се вратиме, пошто беме јаки за втора, а за прва така и така. И после тоа, јас заминав, таа година која испаднаме, 87-ма, јас заминав во Арама, морав да ослужам воен рок. На крај мораше да се ослужи. И после тоа поминав во работнички. Во МЗ. Од работнички во МЗ. Меѓутоа, пред да одиш во МЗ, по завршување на воениот рок, одигра неколку надпревари за Тетекс. Да, тоа тие ми се мислам, не знам, може и единствените, не. Затоа што тогаш така статутот беше, не можеш да поминеш од клуб во клуб толку лесно. Немаше договори како сега професионални и едина клаузула имаше ако се вратиш во матичен клуб. Тогаш во МЗ беше Лазар Лечич и Благој Георгиевски, буштур. И ја кога дојдов некој отсуство од војска, така направиме еден разговор и поминав таму, пошто МЗ беше многу организиран тим. Затоа што сите играчи се воде на платен список у фабрика. Фабриката беше војна индустрија, многу јака фабрика. Плати сигурни, стабилен спонзор. За тоа време многу битно. И ја поминав во МЗ таму. И останав некаде до распадот на Југославија. До распадот на Југославија и требаше да играме Југославија, но почнаа беше горе некои ратови, војни, ние се откажав. Мислам дека работнички таа година беше прва југословенска лига, ама ускратена некоја верзија, одигра, таа беше задна и за работнички. Без хрватите и... Па така нешто, и словенците, да, и тоа беше после они исто дојдоа во Македонска лига. На кое ниво беше таа прва југословенска лига ако споредуваме со денеска? Ако споредуваме со денеска оваа лига што се случи во Македонија, там нема споредба. Затоа што таму многу се работеше. Значи многу тренинг за да успееш. Прво многу пријателски утакмици, квалитетни. Ние сме оделе по месец дена у Београд и таму играш со тие 5 прволигаши, припремен период. И многу имало сега, например, кога завршува лига, основниот за млади играчи. Кога ќе заврши лигата у мај, кога заврши или овој период, да речем вака, сега. Кај нас се распуштаат и се собираат 1 август таму или 1 септември. А млад играч, за да напредува, после сезона, после лигата завршена, тогаш почна нови припреми за нас. И ние затоа сме стасали малку повише од другите. Ама тоа све се распадна со распадот на Југославија. Ние не можеме да ги пратиме србите, хрватите, словенците. Меѓутоа и веројатно и буџетите на клубовите не се толку големи. Па и буџетите на клубовите и после влегува некои газди, спонзори што мислеа дека знаат кошарка. За спортскиот дел треба да ставиш човек што ја разбира кошарката, некој искусен играч што играл или што имал некој стаж у кошарка. Овде кај нас се изместија сите работи. Тој што дава пари, он е и тренер. Тој ги бира тренерите, тој прави измени, што е катастрофа. И после комплет се измести цела работа и ние го изгубиме тој корак со. И сега, например, да отидеш, да не знам некој тим дека игра уопште, кој припремен период со Србија, да оди со Партизан да играш, со Звезда, никој не игра, ние сме играле. Ние сме играле после завршеток на сезона, ние сме оделе таму да играме. Правиш припреми све исто како од почеток и поново играш. Пошто да ги изиграш тие 10 утакмици или 15, тоа е уште една лига. И затоа ние сме држеле еден корак, плюс држеме корак и со висина. Ја имам позиција двојка играно бек, што тоа време кај нас бековите беа пиле Благоја Георгиевски 186, не знам, дојде Гешовски 190, ние, ја Давидко сме таа генерација бекови 193-4. Значи ги пратевме србите. И они кога отидоа на 2 метра бековите,
Даниловиќ, тие нашиве се вратија уште 5 сантима доле, што не можеш више физички да ги пратиш. И одма стана распад. И второ, комплет се измести, немаше овие ние што бевме некои останати од тие простори југословенски, мислам дека не искористија доволно. Мислам, не знам, немаше по клубови, а имаше доста играчи. Тој период првиот овие останаа тренери, некои постари што беа така, ама некој посебно да искористат со работа, со да направиш играчи, да створиш играчи, тоа искуство не го искористи. Како беше со публика во тој период, конкретно во Југославија, значи се уште зборува? Па Југославија овде има некои слики, значи нема место празно. Секоја утакмица. Значи со кој да играш? Дошол Бора Чачак или Олимпија Љубљана, за Партизан Звезда да не збориме, Југопластика тоа време. Значи немало празно место. Значи ја таа у Куманово 5000-6000 публика салата, ние таа прва велига нема слободно место. Слободно место нема. Зашто прво те гледа публика, даваш максимум. Нема фолирање, нема лажи, нема превар. Дополнителна мотивација и публика. И публика, да, ама и желбата голема, бе. Знаеш, има играчи што така сам ајде да проеш. Не може, тоа кратко трае. И затоа толку сме обстанали. Па ја например играв до 41 година. На 40 години титула земав. И сега гледам пред некој ден некоја касета имаше пуштено од овие од Федерација. Играме Кубра Дивоја Корач. Со Тау Керамика сега е Басконија. Тие се меѓу 3 екипи у Шпанија. И нас угостивано они да добиваат 2 разлика. Што е у денешно време, мислам, нема цела лига наша да ја собереш, да игра со Басконија, ма каки? Значи нема шанса да пружиш таков отпор. Они просто се чудија, викаат немогуче ова. Затоа викам, ама имало желба голема, знање и ние до задна година кога сум играл, максимум сме давале, пошто имав таа година 2000-та моја генерација у екипа уште тројца. Тројца што носеле екипа. Јоловиќ, Давидко беше исто, он е 2 години помал. Сучевиќ од Херцег Нови, исто, генерација. Значи, најбољи играчи. И со знаење, и со работа, не само, знаеш, и со труд, кај на тренинг го даваш максимум. Независноста на Македонија дочекуваш како играч на МЗТ Скопје и во тој период се случува еден историски момент. Првите настапи за репрезентацијата на независна и суверена Република Македонија. Се организираат дополнителни квалификации во Вроцлав за Европското првенство 1993 година и Македонија учествува на тие квалификации. Како се случи Македонија да учествува на тие квалификации? Како воопшто изгледаше репрезентацијата во тоа време? Па, како се случи, не знам. Сигурно тоа е технички таму. Имаше некои квалификации. Ние како ново создадена држава, со некои квалификации ни дадоа шанса да, ако имаме квалитет, а сите игравме таму со Хрватска, Естонија и Романија. И Хрватска како ето ново создадена држава, некој шанса да искочиш од анонимност. И нас најбољи играч беше Петар Наумовски. Он играше у ЕФС Пилсен. Сите други бевме од Македонија. Уствари, сите беа 10 играчи од Работнички, ја бев од ДМЗ и Петар Наумовски странец беше. И тренер беше исто Александар Књазев од Работнички. И ние пруживме отпор доста добар, освен со Хрватите, ама таму беше изгубена, што задна утакмица беше, последна немаше некој резултатски значај. Но можеме Романија и Естонија да ги добиеме. Изгубиме тесно, со Романија и водевме на полувреме. Играше, не знам дали се гледачите дали се сеќаат, Мурешан, 2.32, мислам, не можеш да го догледаш. 2.32. Има уште еден околу 2.15, значи огромен. Он играше негде у Шпанија после тоа. Така да, едно искуство за нас. Меѓутоа, овде има еден исечок. Немаа подготовки, бојадисуваа патики, ама ништо не им пречеше, зашто први играа за Македонија. Како организацијски тоа изгледаше? Па, затоа викам, ние не сме знаеле дека
патиките требало да бидат еднобојни на сите. И сега кој какви си имал патики од клубовите, така некои црни, некои бели, и после ни дадоа боја да ги фарбаме, да видиме сите исти. Пошто не пуштаа на надпревар. А стварно немаше подготовки за квалификациите? Па, подготовки, ако ви кажам, тоа не се подготовки за таков настан. 15 дена во Охрид. Низ градски парк, така, ама Одигравте некој контролен надпревар против клубови или нешто? па не. Не, така, отидовме чисто, пошто се пружила некоја прилика да афирмираме државата тој период и без некои посериозни ангажмани. Така, отидовме чисто да се одигра, да се види дека Македонија као самостална држава и со такви подготовки не се оди на тие надпревари. Тоа е сериозно такмичење. Таму, кога една Хрватска дојде со покојни Дражен Петровиќ и Кукоч, не се оди така. Тие три надпревари во Полска се први за тебе во репрезентација, воено и последни. Да. Македонија потоа не се пријавува за квалификации во 95-та, наредните квалификации се во 97-ма и доаѓа веќе една друга генерација на кошаркари. Па, ја бев со Давидков еден од постарите, 32 години. И после тоа отидоа на подмладување Стаса, Душан Боцевски, Дејан Јовановски, Књазев, Влажевски. И они играат. Пецен Умовски им беше као воѓа. Он беше, ја направи кариерата на највисоко можно ниво. Стаса Врбица Стефанов. Така да и центри се убацуваа странци. Да се вратиме повторно на клубската кошарка. Првите години во независна Македонија играш за МЗТ Скопје. До кога се задржуваш во МЗТ? МЗТ се задржувам до 92-та, трета кога отидоме на Вроцлав квалификација. Таа сезона во мај, јуни заврши. Ние после тоа, како беше летото, така отидоме за Вроцлав. Како изгледаа тие први дерби надпревари помеѓу МЗТ и работнички во независна Македонија? Голема атмосфера, значи голем притисок. Тоа тлееше малку претходно од бивша Југославија, пошто работнички беше доминантен, почна да стасува МЗТ, доста добро организиран тим, со доста работа и беше голема борба. Голема борба, еден набој голем меѓу кошаркарите. Нема такво дерби. Сега има, ама повише мислам дека навијачите меѓу себе кога да играат, не играчи на терен. Имаше и квалитет и затоа добро во една држава која има два ривала да се прави набој кошаркарски, пошто сега на пример овие више задни години гледам и сали да се празни, тешко. Тешко да се врати, нема играчи, не може. Играчи тешко се прават кошаркари. Голем број на играчи низ целата историја преминуваат од работнички во МЗТ, од МЗТ во работнички. Па тие два клуба биле. Да. Дали имаше закачки со публиката кога ќе преминеш од работнички во МЗТ или обратно? Па немало толку. Тој период во бивша Југославија немаше навивачки групи. Цела публика беше за тимот. Значи цела публика за тимот беше. Они после се направија, се створија во независна Македонија, се створија навијачки групи, кај што навиваат за своите, и после се прави, они ги направи после и проблемите. Тие меѓу себе прават закачки, никој не ја гледа утакмицата. Они се такмичат кој е поброен, кој е посилен, не знам. Така да, тој период кога бивша Југославија, навијачки групи нема. Цела публика била навијачка група. Да. Од МЗТ Скопје каде преминуваш потоа? Од МЗТ Скопје преминувам во Струмица, Македонија 91. Клуб кој беше доста добро организиран, кој постоеше година и пол. И ја не ги знаев многу таму приликите, не сум играл во Македонија. И требаше да преговарав со Неметали Огражден, они ме бара, они беа во Македонија така трет тим, више четврт.
Стабилен фабрички клуб таму. Но излезе Македонија случајно. Ја преминав во Македонија. Пошто играме и Куп Радивој Корач. Ја мислам, не знам али прва или втора победа на македонски тим во Еврокупови го имаме направено ние. Играме со украинци во Струмица. И многу добро одиграме. И добар резултат направиме, ама таму тотално нерегуларни услови не поминаа. И они отидоа понатаму. А ние требаше да одиме. И така останав во Струмица само една година. Мада со мене дојде таму Вукадиновиќ од Работнички. Поминаме градот е кошаркарски преубаво. Управа сите комплет. Но спонзорот нема финансиски средства и јас ја дојдов во Гостивар. Гостивар, како што гледаме и ден денеска, има традиција, има позади управа што сака да го држи клуб. И таму играв до крај на кариера, но се менјаваа спонзорите. После неколку години спонзор беше Николфер влез, после и името го зема. Беше само спонзор една година, носеме на дресови, после комплет го презеде името. И тогаш се тие најголемите успеси во македонската лига. Да. Сега, пред да преминеме на периодот во Гостивар, Николферт прв го симна од тронот Работнички. После 10 години. Да. МЦ Скопје секоја година беше блиску, меѓутоа не успеваш. Што му фалеше на МЦ Скопје, а што го имаше Николферт за да успее да стане шампион? Кошарката е колективна игра. И ако не направиш хемија, значи, измеѓу играчи, како на тренинг, така и после тренинг, да има еден да бидеме, знаеш како, и ние го направиме тоа, пошто мислам дека ова искуство, пред малку го спомнав, тие играчи неколку што ги имаме, да не речам, нас тогаш не вика и тешки ветерани, а ние можеме да изиграме овие надпревари, сега може и по 2 надпревари кои што играат, го дадоа својот резултат. Ние беме во регуларен дел убедливо први, 5 победи пред Работнички. Значи 5 победи е многу да го прави. А Работнички у состав со сигурно 6 репрезентативци плюс странци. Значи сите тие од репрезентација сите што играа. Симич беше, Куртовиќ, Мирза, Нешовиќ, кои беа други сега беше немите. Тренер беше Марин Докузовски, исто селектор. Но не помина, они не можеа да не добијат. Можеа на некои игри ван терен, но не можеа. Тој период не можеа, пошто голем напор вложи управата. Која дел бев и јас, како директор на клубот и капитен и играч. На гости. Тоа е прва и последна шампионска титула на Гостивар во првенство. Да. Николферт, ако не се лажем, освојува и 2 купа на Македонија и 2 супер. 2 суперкупа, да. Да. Тој период од 4 години беме доминантни во македонската кошарка. Како изгледаше прославата на тие титули во Гостивар? Па, ако ви кажам дека цел град беше на улица, а у спортската сала има околу 2000 седишта. Мислам дека у сала може имаше 3,5, не знам колку имаш. А пред сала исто толку имаш. Значи цел град беше уз нас. И не можеш да не вратиш. Стварно сме... И тие странци што беа се осеќаа како домашни. Пошто имаме ние Сучевиќ од Херцег-Нови и Сичич од Задар. Овој Црногорец и Хрват, но толку беа примени, они толку се осеќаа како да се дома и резултатот стигна, мораше да стигне. Нормално сега ние треба да одбереш и квалитетни странци. За да направиш треба да видиш која позиција фали во тимот, да го најдеш правиот. Значи ние док дојдоме до Сичич, меѓаме 3 играчи. Да го најдоме правиот. А Душко Сучевиќ, он беше од почеток. Во тој период немаше ограничување на странците? Па мислам дека 2 странци, многу малку, сите домашни беа играчи. Веројатно и тоа било причина и за
да се има и квалитетна репрезентација. И квалитетна и шанса да излезат повише играчи. Млади играчи. Гостивар во тој период има и добри резултати и на европска сцена. Големи гиганти доаѓаат во Гостивар. Па ние секоја година играме Куп Радивој Кораш, тоа беше куп ова Лига шампиони и Куп Радивој Кораш. Како сега FIBA Европа куп, нешто слично. И играме квалификации и влегуваш во група. Плюс 4 екипи. Многу добар систем за афирмација на помали држави како Македонија. За разлика од сега, Македонија не може да привери да дојде да игра таму некој европски тим. Не може У куп. квалификации. Не може, системот е таков, ние немаме квалитет, моментално нема квалитет и не може да играат европски такмичења. Ние, например, секоја година квалификациите ги поминуваме и влегуваме во група. Ние сме играме со една сега ова Басконија, таа меѓу три тима Реал Мадрид, Барса и Тогаш они се Тау Керамика тогаш. Они не добија два разлика со заден напад го имаше Никол Ферт. За продолжеци или за евентуално... Да, тајмаут имаме. Не, тајмаут имаме. Ја бев за шутирање тројка, нормално се знае. Победи ги нека се. И ние некој улаз таму промашивме, така беше. Кариерата ја завршуваш во Гостивар? Која година се случува тоа? А кариерата завршувам 2001 е титулата, уште една сезона под Никол Ферт, спонзорот снема финансиски средства и тоа беше моја задна сезона. После тоа клубот настави да се такмичи под кака Маврово, мислам дека две години. После они се поново го вратија Гостивар, од кои на два пати бев и тренер еднаш година и после краток период, ради некои финансиски средства немаше градот и јас се повлеков одма. А првиот останав со многу млада екипа во прва лига. Направиме опстанок. Многу талентирана генерација, тие би играле сега и прва лига. Имаше едно 4-5 дечки многу добри. Потоа, каде продолжуваш како тренер? После тоа, после Гостивар, правиме на пауза од 2 години, 3 и ми стасува синот со уште еден пријател од Тетово, ги носиме во Скопје. Доста талентирани, двајцата, они таму колку што има, плюс ја овде имав сала земено, така индивидуално работа. И ги носиме добри 4 години, секој ден. И видов дека таа работа само е губење време таму, пошто ни кошаркари ги тренираат, никој све некои, не знам, од друг занат, тренери. Да, ја тоа го прекинав, кажам на овој другарот, викам па за овие пари што трошиме и време, ќе го направиме овде. И така дојде на идеја да направиме те баскет. Така дојде, значи. И Те баскет, извини што те прекинувам, која година е формиран? 2010. 2010. Да. Тоа е на убава кошаркарска приказна на Тетово. 2010 година, да. Почнувате од најнискиот степен, од трета лига? Не. Те баскет го почнавме од младинска. Тие беа помлади, ама ја ги приев во младинска лига. Ги приев во младинска лига, игравме 2 години. Истата екипа, па ја нема други деца, тие беа од Тетово, пошто овде изборот и тој, нема многу играчи. Ама, знаеш, кој имаш континуитет у работа и секој ден тренинг, мора да стигнеш до едно ниво. Ја првата година, а младинска лига мора да играат само прволигаши, иако сака некој да се пријави. И обично тие што не знаат кошарка, не сака да се пријава со јаките да играат, пошто ќе губат по многу. А мене ми е изазов таму да видам на таа вага да се измериш колку можеш. А ја ги гледам на тренинг дека дечките можеа да играат и прва лига со прволигашите. Првата година сите ги изгубиме на превари. Више од 15 повише нема да победи ни една екипа. Наредна година имаме поново со истите екипи и јас исто. Ама више една година позрели такмичарски период. Истите играчи? 4 или 5 победи направив.
Значи, кај што МЗ-то овде ме доби пола кош, добиена на жапа. Нормално, млади дечки, неискусни. Значи, се исплатеше проектот. Втората година, покрај Младинска, ги пријавив и трета лига, кај што имаат, да речем, дупло број на превари, и нормално мора да стасуваат деца. И со тренинзи мора да одат напред. Трета лига земав, пошто они беа многу млади за трета лига, има доста стари играчи, може да ги повредат, го земав само Ѓорчевски од Тетекс дојде и Никола уште еден дечко од Тетекс. И тие 20. Игравме трета лига, не успеавме за втора лига. Не успеавме, се нервираа дечките, викам, фокус знаете, наредна година. Ја немам проблем. И наредна година влегом втора лига. Од втора лига одма и прва лига. Пошто беше екипата си одеше напред, спремна е. Значи, втора, трета, тој период немаше голема разлика. Сега мислам дека и нема трета, не постои. Не постои, вака што имам некои разговори со овие, квалитетот е на најниско ниво. Значи, не знам што да кажам. Тогаш беше и трета лига доста квалитетна и истата година и прва лига влегов. Со те баскет. За мене тој тим го направи за да направиме резултат, да направиме успех. Не го направи за некоја школа, за некој профит, пошто ја свое време трошев своји пари, средства и не може да влезам, имало некои ФИБА прави донесени пред тоа пред 5-6 години, мора да има паркет спортската сала. Тетово за на жалост и ден денеска нема паркет. И одиграме поново, дали да играм прва лига, не ме пуштаат, втора лига, да играм, да не играм, ама не можам, ја сум малку друг ков и ме фати инат поново прва лига. Екипата намерно ја пријавувам и куп, да дојдат прволигаши да играат на оваа подлога, дека не е ништо страшно. Да. Ја со Никол Ферт на таа подлога имам титула освоена. Мислам, ништо не било проблем. Па може би и потврда, не знам. И поново пријавив прва лига. Ова втора лига со Т-баскет. Играме без пораз, мислам, многу јаки. Многу јаки бевме. И ја пријавив куп. Нормално. И куп играат прволигашите. Од втора лига никој не пријавува, пошто не сакаат пари да трошат. Ја го пријавив тимот. Играме, дојде Струмица со тројца Срби. Па овде некаде прочитав сега 40 разлика. Да, 95-55. Да, 95-55. Да. И ја знаев дека дечките вредат, дека за прва лига не можеш горе да ама за опстанок со тој тим 200%, мислам. Имаше и некои, као Цобе Михајловски, поискусен играч. Имав и други исто талентирани. И таа втора година поново први бевме, не ме пуштија повторно. И после тоа решив да тоа све го растурам. Само ми е жал што 5 години, 6, секој ден сум бил у сала. Значи секој ден буквално. И сабота и недела сабајле. Значи не сум пропуштал. Имаше дечки што сакаа кошарка, што, но тие беа приликите во тето. Што беше главниот проблем за да не може Т-баскет да игра во тето? Значи кажавме дека е подлогата. Меѓутоа, колку кошта тоа да се направи и дали имаше слух кај во институциите и на општинско ниво и на државно ниво да се помогне во тето и ден денеска нема таква сала, значи. Знам. Ја направија тогаш дојде преседник Петар Наумовски, директор Заре Марковски. Значи, да речам, мои блиски, Заре Марковски генерација ми, со Пец имам близина уште работнички. Многу од подамна. И мислев дека можеме да направиме некоја комбинација. И они стигна ова покана у Бистра 2 дена состанок прволигашите. А званично и Т-баскет е прволигаш. И у Бистра одиме и Штип имаше прва лига, Штип откажа учество. И ние остануваме 9 екипи званично. И у Бистра на тој состанок ја го кажав мојот проблем истиот од прошлата година. Имаше таму некои екипи што тој период беа го држеа лигата. Одречно, мислам, у старт одма не сакаа да играат на таа подлога. Што мене малку ме изретира, јас се малку ме фати нервоза. Дојде до некои конфликти, но се смири тоа и ја видов дека не може да
намери. Ја дојдов со намера, пошто крена муабетот за кошарка. Викам, ако сте дојдели за кошарка, имам ја 2-3 предлози. Ако можеме да излеземе во сусрет, ја ќе ви кажам, ако сакате, ако не поново, добро е, нема да играм. Да направиме состанок Агенција за млади и спорт, Кошаркарска федерација, Тетово као град, да направиме некој состанок, некои средства се најдат, тоа кошта околу 20-30 000 евра, не е, мислам дека 3 институции може да го покријат тоа, но изрично ме пресекува, нема шанса, и после тоа ја више со глава во зид не се оди. Нема сврка на моје постоење, на клубот. Да држам само дечиња, имаше некој, сакам, немам мотив, не можев да најдам кај мене за да наставам да тренирам. Тука згаснува и те младинската школа. Да, комплет згасна. Да. Само тие дечиња што имаше една гарнитура, тренирав уште па некаде до 7-8 месеци и толку беше. Сега сакам малку да ја прокоментираме состојбата со кошарката конкретно во Тетово. Значи има неколку школи што функционираат во Тетово, меѓутоа тоа се школи со мали деца кои што работат. Значи тоа не е во кадетска, во младинска конкуренција, туку само во најмалите категории. Каде завршуваат тие деца кога ќе надминат возрастната граница? Сега ова е моје гледање на состојбата и на македонска кошарка и воопште во Тетово. По мене за кошарката овие школи се најголемо зло. Затоа што таму тие дечиња што се од најмала возраст треба да имаат најдобар тренер за да ја се засакаат кошарката. Нив ги тренираат, може да проверите тие што ги тренираат колку имаат стаж у кошарка. Мислам, може и 0, а може и 3 пати на телевизија ако гледаат. 0, а може би и имав јас случаеви, доаѓаат и кај мене од други клубови, и гледам дека, значи, тотално анонимуси кошаркарски. Значи, тотално неспремни. И тие школи под хитно мора да се затворат. И тие уништија кошарката. И 15 години што нема со деца работа. Што исто непоимливо. Не може така. Години што втора лига, до кога? 100 години. Не држи. Мора да земеш деца, да работиш, да... Тетекс е единствениот клуб кој што има играно во втора лига во сите сезони од независност на Македонија. Ама таа втора лига, знаеш како е? Ако сега ја не ја пратам, не гледам. Таму играат сега сите со кадети, со јуниори, кадети. Мислам дека млади деца. Па младинската лига се укина сега, нема младинска лига, не и сите ги префрлија во втора лига. Да. Трета лига исто се укина, нема. Минатата сезона беа пријавени вкупно 25 екипи во втора лига, поделени во Исток и Запад. Запад имаше 12, Исток имаше 13. Од тие 25 екипи, 22 го завршија првенството, 3 се откажаа, а годинава беа пријавени 18 екипи. Со тоа што минатата сезона имаше екипи од прволигашите можеа да пријават и вторите екипи да ги пријават во втора лига да играат, годинава тоа не е случај. Смеат да пријават, меѓутоа веројатно клубовите да не прават трошоци и сега играчите не играат ниту во младинска лига, ниту во втора лига. А да биде парадоксот уште поголем, не имаме и U18 и U20 репрезентација. И не знам од каде се црпат играчи во тие репрезентации, не ми е јасно. Па кај нас не се црпат играчи. Ја не знам прва лига дека задни не знам колку години има некој млад играч да искаже видиш и Малиов, Стасал, Добари. Кај нас играат Срби и овие што станаа постари играчи. И они се шетаат од клуб по клуб. Никој не ствара играчи. Оди сега која е завршена лига, овие МЗТ, работнички водечи, па ева и Гостивар троши доста финансиски средства. Таму е клjučna. Никој не тренира од нив. Никој не вложува напор. А сега е најдобро време за тренинг. Ама тој корак, што го кажав порано, таму го изгубивме. Ти овде сега останате, вака, нема што да гледаш и квалитет, да одиш нешто да видиш стварно, да одиш, да видиш, да погледаш, секој сака нешто што е убаво. И не знам, ти викам, а сите гледаат да Скопје пак овде се помали цифрите. Скопје мислам дека по 2-2,5 денара од дете зема. Што сега големи средства финансиски.
А што нудат тренерите? Ништо. Што е причина што оние најталентираните играчи заминуваат од Македонија уште во младинските категории, а не како порано кога игравте и вие, каде што се стануваше прво тиме, се стануваше кошаркар, па дури потоа можеш да одиш во странство. Еве, имаме пример Нено Димитриевич, имаме пример Миловановиќ, имаме пример Јакимовски. Значи тоа се играчи кои што на 14-15 години заминале од Македонија. Па проблемот што е, мислам дека они да останат овде нема да добијат шанса од ниеден тренер кај нас. Пошто кај нас овие се добри тренери, ако си ги земаат тие постари играчи, први, втори, таму нормално ти да си први, втори, трети, толку е лигата наша. Со тие средства што клубот ти ги дава, кое место да завршиш? Нели? Не можеш ти кога се тркаат тие што се најаки и тие се тие исти тимови и сите горе се. А кој играч извадили? Како Шевелов, дали е работнички, дали е МЗТ, ја не гледам дека има млади играчи. И тие деца да ги испробаат да видат горе дали можат да играат. Тоа може да е првак у Македонија, у некоја категорија. А собери таа категорија и пушти пријателски да горе да видиш да ги пробаш како е, колку може да играат. Е тогаш е мерилото да видиш таа генерација, таа ќе се форсира, ама да видиш дека може да игра со овие горе што се. Па ние, да не ни е Србија комшија, значи ние овде кај нас кошарка нема да има. Па така, ние ги имаме овде за нас, не може да ги искористиме. Зошто? Зашто никој не сака да оди таму да не се брука тренерот. И они овде се кријат едни од други, у магла живеат. Што е... Вината е кај клубовите или кај Кошаркарската федерација? Или и таму и таму? Па и таму, ја викам, толку има школи, не знам, сега ве даваат и некои средства, слушам држава, значи, тоа е добро. Гледам клубовите земаат доста средства финансиски. Дали ги добили, не знам, изгледа нешто е пуштено. Тоа е као проект добар, ама тебе да има и фидбек од тоа, да видиме после година, 2-3 што направи ти, што ти даваме толку. Дали ти се организира, дали створи нешто, направи. Нели не е само дај мене ја да преживеам годинава, па наредна пак ќе ми дадеш. Што и дали има контрола колку тие се за плати на тренерите и дали тие тренери наплаќаат повторно членари на децата? Па тоа е да. И тие пак си наплаќаат, колку што знам, информации. Поново си земаат, а ваму некој им ги дава средствата, они да си живеат комотно. Значи ти, ако имаш помош од држава, нема да земаш од чланарина. Затоа што во овие време немало чланарина. Па еден Петар Наумовски е од Драчево, сиромашно дете. Како би станал он играч? Како би платил татко му да дојде од Драчево? Никако. Затоа сега нема играчи. Нема играчи. Сега, ако плати, ово игра. Ако не плати родителот, ово не игра. Тоа е катастрофата на кошарката. Колку ја следиш македонската репрезентација? Имавме еден врв во 2011 година со полуфиналето во Литванија, 4-то место, а сега се мачиме во предквалификации. Не, мислам дека уште ќе паѓаме, значи уште ќе паѓаме затоа што уште овие 2-3 играчи што се Стојановски браќата кои ќе заминат, ние уште скала доле ќе оди. И ја мислам дека не знам дали ќе поминуваме више квалификации, тоа предквалификации таму. Пошто стварно не гледам да има некоја генерација талентирана. Може да има 1-20 и тие одма си одат надвор затоа што оваа лига слаба, не е за нив, нема кој да ги види и затоа они бараат спас да одат. Таму некаде ќе оди, па ако се пробие боле, овде ќе дојде кога сака. Значи, кога да земе за пример, сега е Димитриевич у Шпанија. Нели, претходно беше и оној Магдески сега кај игра во МЗ така. Нешто он беше таму Партизан, го видов. Значи нема за... Беше во Австрија, па сега е во МЗ. Да. Нема кој тие мали си бараат спас, викат овде нема што да прави. Значи нема ни да добие соодветна минутажа, адекватен тренинг, припремен период, добри надпревари. Никој не оди Европа. Значи не можеш да трошиш толку средства прво, втора лига да пријавуваат, мора Јадранска лига, мора да се борат таму. Како можат сите овие бивши ју републики по 3 тима у втора Јадранска.
Зошто нашите? Кај нас никој не сака да игра, само мазат. Па не сака поново, се кријат ради резултатите. Се вика, ја овде чека у село, ќе ги поведам сите, јас сум царот. Меѓутоа и последните подготовки на репрезентацијата пред квалификацијските надпревари ме потсетуваат на тоа што го кажуваше ти дека во 93 година какви подготовки сте имали. На последниот квалификацијски прозорец Македонија играше пријателски надпревар со Гостивар за затворени врати, тоа е веќе тренинг надпревар. Предходниот прозорец играше против МЗТ Скопје, исто за затворени врати, значи играчите нема ниту случајно се најдов во сала, гледав ракомет пред тој надпревар, играчите играа со маички, значи нема ниту дресови на нив. Буквално тренинг надпревар. Ма тоа поново е од селекторот кој план ќе го спреме, како ќе го направи, што ќе се организира. Зашто сега е прашање, ти ако немаш квалитет, дали некој сака со тебе да игра? Некој од овие појаки што се држави, кошаркарски. Вика што да, ба немам што да играм, ќе го изгубам тренингот, пошто нека тренингот им е појак него да игра со нас. Тоа ние сме го правили. Меѓутоа во овој период имаше многу турнири на кои што играа репрезентација од типот на Австрија, на Португалија, што мислам дека и можеби се подобри од нас во моментов. Меѓутоа не се веле сили за Македонија да не може да одигра со нив надпревари, меѓутоа ние сепак одлучуваме да играме против Гостивар или МЗТ Скопје тренинг надпревар. Па поново тие што ја водат репрезентацијата, колку можат и колку имаат канали и врски да се поврзат за да некој ги прими. Нели, за да некој те прими. Последните два надпревари на Никол Фер после титула сега у моментот ми, така после титула правиме уште подобар тим. Значи дојде Књазев Блажевски у некоја зрелост, така, играчи, и ја колку више 40 викам да се повлечам доста. Да правиме тим да имаме за повише години. Правам турнеја во Србија одиме. Една недела секој ден у различен град. И ако ти кажам дека од тие 6 надпревари, сите 6 ги изгубивме, кај што играме и со тие од Српска лига некои подобри, сите ги изгубивме. Бях кога видов колку е сега, да викам... А во Македонија си најдобар. А овде си најдобар, ама тоа не е мерило. Не е мерило. И овде затоа сега се салите празни. Бил МЗТ прв или работнички. Што е битно? Што е битно? Нема публика, празна е трибината. Треба се запрашат тие што водат кошарка. Кај е проблемот? Кај е проблемот? Не може така, ама тоа е тоа. Сега до кога ќе тера вака, не знам. Ќе видиме. Последните два надпревари на репрезентацијата ги седеше против Естонија дома и Русија на гости. Да. Имавме еден, ќе речем, изненадувачки пораз од Естонија на лошо прво полувреме и еден солиден надпревар против Русија на гости. Во таа група е уште Италија, меѓутоа она ќе биде домаќин и е веќе пласирана. Какви ни се шансите сега со Естонија во директен дуел на гости за пласман на европска? Сега немаме шанси, има шанси, се игра надпревар. Него по ова што како се одвиваат работите и овие приликите што ги знаеме, многу тешко. Пошто они не се наивна екипа, ги видиме колку зрело играат, колку паметно и знаат што играат. Значи, екипа што знае што игра, се гледа дека е спремно, дека тоа што кажа тренерот, овие го спроведуваат, што е најбитно. Кога ќе каже тренерот, овој треба да го спроведе. Ти можеш да кажеш све најдобро, овие што играат таму не ти спроведуваат. И онда има проблем. Значи, или ти немаш знаење и авторитет да се наметнеш, они си играат по своје, онда си даде 15 коша таму и крај. Резултатот не го интересира. Значи, има и такви. И сега колку е тренерот авторитет да ги пресече тие. На крај крајава може да биде некој најдобар таму. Ќе го тргнам, ако ми штети на екипата. Или ако недисциплина, не е недисциплина ако не дојде на тренинг, има недисциплина и у игра. Затоа е тајмот, ја викам, оди левото, он оди десно. Што ти кажав, друже? Значи има и дисциплина у игра, и недисциплина. Не е само редовност на тренинзи и тоа. Македонија многу лесно се пласираше на Европско првенство, кога беа 16 репрезентации, сега се 24. Твое гледање, кога ќе видиме Македонија повторно на Европско првенство? Не знам вака, не гледам светло барем за наредни 5 години. По овие млади генерации до еден период ги пратев, ама не гледам резултатски дека нешто кој играат, гледам табелите. У Б дивизија сме доле. Не знам, само една генерација нешто таму. У 16. Овие другите у Б дивизија сме у задни 3-4.
Ја таму не гледам дека нешто може да се смени, освен нешто системски. Ама рез. Седнување, прајање, стратегија, план и дека се крене. Ако Милан Сотировски е председател на Кошаркарска федерација или има можност да одлучува и да решава, што би направил во моментов за македонската кошарка? Што би направил? Прво би направил овој број на странци би ги трнал. Едно, два, само колку да има. Нека играат помлади играчи, мора да искочат играчи. Мора да има. Он кој ќе добие минутажа, они ќе играат. Колку број на странци, ние не може да го издржиме. Прво, финансиски се трошат клубовите, а не добиваш ништо ако си прв. Да имаш некој бенефит, еве јас сум прв и одам таму. Ти не одиш никаде. А толку пари се трошат. Значи, таа една работа. Одма број, не овие се дали било 5 или 6 или 4. Многу е тоа. Абе 20. Ама лигата слаба. Па и така нема публика. Нека играат децата наши. И дај им задачи на тренерите, вади играчи. Не ме интересира. И по овие треба се дават салите на клубовите. Подобро овие средства што ги дават да ги ослободат салите, мречат еве ти по 2 термина секој ден на секој клуб, дали е Тетекс, дали е работнички МЗ, еве ти ако гравитираш општина центар работнички, еве ти ги овие школски сали без пари. Тренирај деца, сакам да вадиш. Нема пари од деца земај. Мислам дека за побрзо ќе стасаме до играчи. Така. И сосема за крај, кој е рецептот да се стане врвен спортист? Да се стане, па многу треба да се одрекнеш од многу работи. Сите другари ако ти седат од диско, ти не можеш да седиш. Сега, например, можеш во ова доба, пошто толку и се тренира. Ама ја секој ден сме тренирали од 10 саба до 6. И тој ритм плюс тренингот е страшен. Тоа не е така. Ти не можеш да го издржиш, еве денеска ќе издржиш. Ама пак ако повториш утре не можеш. Не можеш и за кратко време ќе паднеш. Плюс и самото васпитање, колку си спортиста у душата. За да сакаш да успееш, да имаш некоја цел. Мораш да имаш цел за да успееш. И сега многу моменти има по тој пат. Ама пак зависи индивидуално од тебе колку ќе се вложиш, толку ти се врати во живот. Така е мислам у све. И у живот уопште. Колку ќе изработиш, толку ќе добиеш. Сега ја прво не гледам многу амбиции овие млади генерации. Они тоа го играат, таа каре да ради. Одма име на пари, нас не било прво за пари, кога сме играли. Па љубов, желба ти била. Па они стигаат, после парите ќе дојдат. Милан, уште еднаш ти благодарам што беше гостин во тайм-аут и што беше и воедно и наш домаќин. Благодарам на поканата, па во некоја друга прилика се гледа. Тоа беше разговорот со Милан Сотировски, единствениот кошаркарски репрезентативец од Тетово. Довидување и се гледаме следниот петок.